civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Doznafme дека сте поднели иницијатива до Уставен суд со кој ги успорувате последните парламентарни избори. Може по-конкретно да ни потврдите за каква иницијатива станува збор, што конкретно се поднели до Уставен суд? Јас до Уставниот суд сум поднел иницијатива за оценување на законитоста и уставноста на последните вонредни предвремени парламентарни избори, одржани на 15. јули ова година. Како може би граѓаните знаат или не знаат, на овие избори е прекршен членот 4 став 7 на Законот за избор на пратеници, бидејќи разликата на бројот на избирачите помеѓу изборните единици го поминува дозволениот цензус од 5 плюс минус 5%. Всушност се работи за следното. Изборната единица 2 има повеќе избирачи од 5%. Од просечниот број, повеќе од 5% има изборната единица 2. Додека изборната единица 4 има минус 6,57% избирачи, додека пак изборната единица 3 има 7,89% помалку избирачи од просекот на избирачи, односно и едната и другата имат помалку избирачи од дозволениот законски праг од 5%, а изборната единица 2 има повеќе од 5% избирачи. Може би граѓаните сега се сеќаваат дека пред да се распишат изборите, Собранието направи измени во изборниот закон и бројот на избирачи од изборната единица 6, кој беше многу голем, еден дел, односно 12 избирачки места на општина Дебар ги префрлива на 5-та изборна единица и комплет целата општина Маврово и Ростуше го префрли во изборната единица 5. Така да, тука значи разликата што постоеше помеѓу 6-та изборна единица и другите, фактички се намали и се сведе на законски дозволениот критериум. Во овој случај сметам дека од овие причини, значи, сметам дека изборите се нерамноправни, бидејќи од 4 критериуми кои треба да бидат исполнети за изборите да се оценуваат како валидни, рамноправноста на избирачите помеѓу изборните единици мора да биде приближно ист, ако не ист, приближно ист, односно да се движи во законско одредените рамки. Во овој случај ние имаме 19.000 избирачи повеќе од просечниот број во втората изборна единица и во третата изборна единица имаме 23.800 избирачи помалку. Значи, се работи за една бројка од над 40.000 избирачи разлика помеѓу едната и другата. Што конкретно очекувате од одлуката на Уставниот суд? Што планате конкретно со ова жалба? Јас не знам како Уставниот суд ќе се
opredeli, će se postavi faktički po ova inicijativa. Može i da reče deka ne se kompetentni, odnosno ne je prekršen ustav, deka to je već je minato vreme i taka natamo. Ne znam kako će odlučuva Ustavni sud po ovoj predmet, no ja se jednostavno na javnosta sakam da mu bide jasno, da mu predočim deka prekršen je zakonot za izbor na pratenici. Celta je javnosta da bide zapoznata normalno i institucijite da bide zapoznati deka u ovoj slučaj je prekršen zakonot. Zakonot, da bideme na čisto, zakonot za izbor na pratenici po ovoj osnov je prekršen i na izborite 2006. godina, isto taka i na izborite 2008. godina. Znači 2006. i 2008. godina isto taka sme imali prekršuvanje na izborni zakonik po odnos na brojot na izbirači pomeđu izbornite jedinici. Togaš, za voljena vistinata, mora da kažeme deka togaš zakonski bilo predvideno deka razlikata na brojot na izbirači pomeđu izbornite jedinici može da se dviži od plus minus 3%. A ovaj cenzus je odreden ušte so izborite 2002. godina. Jas kako nadvorešen člen od toa vreme 2002. Sam učestvoval so mišljenja, predlozi i taka natamo i vo kreiranje to na ovije izborne jedinici. Togaž bilo cenzus od znači plus minus 3% i prekršen je na izborite 2006. Isto taka i na izborite 2008. Na izborite 2008. za žal prekršen je čak za bilo 3%, a razlikata između izbornite jedinici go nadminala i 5%. Pa taka poslije izborite 2008. sobranije to go izmenilo ovaj člen na zakonot i od 3% go pokačil brojot na izbirači pomeđu izbornite jedinici na 5%. I nejasni raboti imal ivo na izborite 2011. i na izborite 2014. i na izborite 2016. Nejasni slučuvanja ima, no sepak na kraj togaž bile vo ramkite na dozvoljenato. Vi imate napravljene analizi statistički zapravo na glasači. Da li je takva analiza ste napravili pred da se održati izborite i zašto togaž ne pokrenate ova prašanje, pa počekate da završate izborite i da podnesete inicijativu do Ustavnog suda? I svega mora da bi dam malku subjektivena, mora da kažem, videći je povrзано so dejstvijeto. Ja sam dobitnik na državnata nagrada za novinarstvo, za analiza na prvite poveće partijski izbori u Makedoniji. Nagradata sam ja dobil 94. godina, za izborite prvite 90. godina i moram da kažem, neskromno, ali moram da kažem deka do togaš niti institutut za politološki i sociološki istražuvanja ne beše napravila analiza za izborite, ja go napravim. To je go dobiv državnata nagrada za novinarstvo, bideći tije moji suznanja, tije analizi gi objavivo vesnik na koji rabote.
Потоа 2009 година исто така сум добитник на државната награда за публицистика со книга објавена по повод предвремените парламентарни избори во 2008. Значи за изборите во 2008 кога имаше не знам колку голем број на неправилности, повторувања и така натаму, јас тогаш напишав книга под наслов Обесчестена волја и така да јас се бавим со изборната проблематика, значи негде 30 и повеќе години. Исто така и овие избори јас сум ги анализирал во детали и сега и минатите и така натаму. И зашто сега вие прашувате зашто порано не сум го поднел иницијативата пред одржување и така натаму. Мора да кажам дека бар мене колку ме е познато, ДИК бројот на избирачите помеѓу изборните единици не ги објави пред одржувањето на изборите. Јас, право да ви кажам, секој ден сум очекувал ДИК да ги објави резултати, списокот на избирачи помеѓу бројот, односно не списокот, бројот на избирачи по изборни единици, но ДИК тоа не го направи после завршувањето на изборите, односно кога ги објави резултатите, тогаш беше објавено и бројот на избирачи по изборните единици и од тогаш, нормално ја тогаш веќе седнав и почнав да го подготвим оваа иницијатива. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.